Состојбата со коронавирусот на гостиварското подрачје е стабилна. Надлежните продолжуваат со превентивни мерки, граѓаните да останат дисциплинирани и одговорни. Ова беа дел од заклучоците на денешниот состанок на кризниот штаб во Гостивар. За COVID-19 во Гостиварско вкупно досега биле тестирани 31 лице. Ново заболени нема. На жената, која што е единствен регистриран случај од Гостивар, деновиве ќе и биде направен контролен тест и зависно резултатите таа ќе биде испишана од инфективното одделение. Кризниот штаб бара од банките и маркетите каде што се создаваат гужви да спроведат поголем ред. Институциите кои што работат и во овој период и во кои што настанува поголема гужва, со тоа мислам посебно на банките и на одредени продавници, каде што луѓето се доближуваат помалку од таа дистанца која што ја дава Светската здравствена организација, им советуваме тие да организираат посебни обезбедувања за да дистанцата се придржува така како што се дадени по сите препораки. Во кризниот штаб освен Гостивар вклучени се и општините Врапчиште и Маврово Ростуше. Во овие две општини нема потврден случај на заболен од корона, а надлежните оценуваат дека граѓаните ги почитуваат препораките и мерките за превенција. Моментално состојбата на територијата на општина Маврово Ростуше е стабилна, немаме досега инфицирани лица од коронавирусот. Се надеваме дека со максимално почитување на препораките кои што се од владата и од министерството дека нема да имаме заболени, но сепак упатуваме уште еден апел до сите граѓани да се придржуваат до препораките за да ги избегнеме ширењето на коронавирусот. Инаку на територијата на општина Маврово Ростуше во два хотели сместени се вкупно 135 лица во карантин, значи тоа се лицата кои што се дојдени од западноевропските земји преку организираниот превоз. Истите се сместени за нив се грижи полицијата и армијата, но сепак ќе се вклучиме и ние како општина преку комуналното претпријатие и преку волонтери за да ги обслужиме навремено тие граѓани. На состанокот се донесе и заклучок хуманитарната помош за социјално ранливите семејства да се дели преку обучени волонтери на Црвениот крст за да се избегнат ризици од ширење на вирусот.